Значи таа книга во Скопје е промовирана. Во Скопје на Кочорацин. Во Салон 1919. На Дионисовите слави, театарски маратон, како се. Да, тогаш беше и Блаже Ристовски. Да, Блаже со жена му беше. Така беше. Академик доаѓаше. Друго... Доаѓаше и уште некој, и Клюсев доаѓаше. Клюсев беше со ќерка му, со жената. Да. Радулов беше со нас. Да, Ѓорги Радуле беше, така. Ѓорги Радуле. После тоа имаше едно девојче од Албанија, од Голубрдо, мислам беше. Миранда Шутина. Да, не се ја промовираше. Сега можем да ти дам даже и листовки од старо време. Од тогаш. Може. Али не знам што сака бај Стојан да ни раскажеш на пример како сте се дружеле, како е ти во омото член си во Омо Илинден? Јас сум тука председател. Па тоа да ни раскажеш, тие моменти се битни. Јас сум председател. Беше убаво беше до времето кога ни забранија. Не ни дозволи организација да биде понатаму. Така. И пројдува многу години. 100 и мало повеќе од 100 луѓе имах овде. Сите тогаш ја барахме слободата на македонското малцинство во Бугарија. Не ни го дадоа, и тоа е. Добро сте дошли. Ајде. Ајде, добро ве најдовме, да сте живи, здрави, сите, ете така, амин. Да се гледаме заедно зубаво. Да се чуе. Тоа што го сакаме, да. Тоа што го сакаме за Македонија, да се збидне. Амин, амин. Јао, мајко. Ајде. Живи ли? Ајде да сте ми живи и здрави, да ви е жива здрава фамилијата, да се множи, Господ да отвори патот, се што треба да се случува. Амин, стварно субаво. Амин. 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 Старо беше Срмусакли. Срмусакли нешто като квартал на Серес. Таму сме били до 40, началото, јануари месец на 45-та година. Тогава ни избркало таму. И се тоа, 39-та година сум роден, сум запамтил многу тешко. Кога минавме Боздак. Знаеш што е Боздак? Не го знам. Тоа е Боздак, е един проход од Драмскиот крај, од Драма, кам Бугарија. Дол, голям дол. Боздак. Беше обраснал с многу големи дрвета, каваци. Не тополи, каваци. И кервана стигаме до тоа место Боздак и се чу збор. Разврзај мулетата, керванот, фаштај за колелетата на каруците и се кријте. Одгоре самолети минаха. Фреди вика, тогаш ни бомбардира. Не знам што фарли. Имаше ли жертви, и тоа не го знам. Бил сум 5 години и 5 и 5-6 месеци. Малък може помислиш. Това съм запомнил, да. И вратија ми на ново во Серес до кога стигнеме до селото Срмусакли, куќата ни беше зелена. Беха настанили така наречените маджири. Маджири, да, таму се населени. Така. Нема къде да спим. Бугари, тогава офицери, разпоредија да ни сложат в... имаше едно голям навес со коне. Кавалеријата на бугарската армија.
И там бяхме долу. Приспал съм в краката на конете. Малко стана фърлено и той. На другия ден, айде пак за България. И като дойдохме в България, бел ден няма, да не ти околим. Ние сме, нямаше, дето се казва, 2-3 дена да не се видим. Он дойде на Ощава. Стално сме заедно с Опа и Стефан. На Ощава на Той беше гонен македонец. Да. Тук в Пловдив идва Васка Илиева с ансамбъл. Венко вика, ще можеш ли да я представиш песната, да ги дадеш на Васка? И аз тогава ползвам жена ми. Тя сборува финно-македонски, тогаш. Ама пак тетовско, нали? И то беше причина да влеземе внатре на гримьорната на Васка. Влезнахме, като мислиха, че сме македонци. А тогава ние бяхме с нея годиници ли бяхме, Сашка, или не бяхме се женили? Приятели, добро. А. Пред сватба. Тогава казах на Васка, Васка е така и така. Добро, дай малко да я чуя. Я запея. Да, ето не. Запея. Тая е Бендиса. Много баш. Бендиса е и дадох песната. Соноти, всичко направено. Айде, текст. Това е аз и жена ми. Това е истина. Не, па Венко сакаше тая песен да излезе во Македония, во България. Не. И после това Венко нещо попадна в лапите на полицията. И Венко, що да прави? Отказа се от нас. Отказа се от нас. Обаче не само това. И рече, песната со мала промена на припевот и сакаше пари да ни прати. Ние отказахме. Таа ни молеше, морам вика да ви пратим пари за тая убава песна. Он и много честна беше и Много. народна македонка, воспитана од семејство Жално се. дето си отиде. Па имаме последниот ден на Васка, имаме документарен филм. Го гледам. Го имате гледано? Ни го даде Коце Странгов, јас го пуштив на тоа. И можете ајде бе кажете. И кога дојде, испрати од Македонија, испрати плоча и една на татко е. Тој исто има такъв, не знам на какво свиреше, музикант татко е. Ни изпрати две плочи. Плочата со тая песна и нейни други плочи. Много сме задоволни. Тук, в нашия квартал, Кичук Париж, това е квартал, където преобладават македонците. Това е македонския квартал на Пловдив. Да, македонски квартал. Направиме концерт заедно с Бай Стефан Делев. Направиме Той концерт. голям македонец е Бай Стефан. Ние ми го назначи. Беше много хубав концерт. И от тогаш со нея не съм се видел. Колку македонци има тука во овој квартал? Што велиш, кој е македонски квартал? Меѓу 85-90 хиляди. Али тие ги е страх да рекат дека се македонци. Пошто ќе останат без работа. Добро. Јас сум зборила со многу од тие. Добро. А јас Од каде повеќе потекнуваа како тебе, бежанци или преселени? Различни. Пиринци, егейци, има и Вардарска Македонија. Ја? имаше и од Скопје, баш една... Има, и од Битола имаше тука наши хора. Ти што пи, бе? Пиш да си жив и здрав. Разговараш со ним, си разговарал, например, вака? Со кој? Со овие Со луѓе. тие македонци тука што се... Како не? Каква е? Стално.
Стално разговаряме со нив. Јас сум тук председател. Те разбрав, знам, затоа те прашувам. Кога Дали сте разговарате, дали комуницирате, централниот- например, дали разговарате, на дали Централниот комитет сум член. жената спомна дека се плашат, али ипак се плашат да, пред, много. пред бугарите, а не се плашат пред Од вас. нас не. Пред вас, значи нас тоа, не. значи тоа е многу А важно. кога ги имаше пребројање, и јас ги прашам, добро, ти викам како се пише? Бугарин. Зашто викам? Па ме е страх, вика, да не ме избркат од работа. Тоа е. И децата, например, со Ете, запишување нормално е на тоа. факултет има Логика проблем. е таја, ама- Со вработување има проблем. Значи, овие што ги снимаме предходно луѓето, секакви проблеми во државата не може да функционира, што е. Во Грција им земаат Когато пензија. събирахме подписи, какво стана? Кое? Когато събирахме подписи, Да. сите о полиция. Нали поиска 5000 луѓе кога ве носеа за омо или не? Ние- Знам. Ние собрахме 6 Многу и нешто. пријатели. И што од тоа? Бехме и Страсбург да протестираме, да искаме правата си, да ни признаат и ништо. Това ти е Европа. Това ти е Европа. Сингартиски ми кажа 5000 луѓе го снимив јас. Клекнати, седнати, легнати со државна сигурност, со специјалци носени во милиција плашени, да пишат дека не се македонци. Ете тоа е тоа. Така е тихо, обаче сега да ти кажам, ако някой посака отново да я создадеме организацијата, тешко кратко. 50 луѓе няма да најдем. Сите се слажат. Се е менливо, али крвта во жилите не е менлива. Верно. Кај год сакаш да одиш, крвта во жилите не е менлива. Јас со вас не се познавам, јас сум живеел во Европа 43 години. Јас сум бил во Германија 43 години. А тој е брат на втората ми мајка. Ето тук пише последното писмо, където Много е хубаво, да. Те го знаят. Ама затоа видиш ти живееш, значи колку години во Бугарија? 50? Па јас сум се овде родила, али много сум била Да, во Македонија. колку До 3 години? години сум била во Колку Македонија. години сте се, извинете што ве прашувам? Јас 71. Гледај, значи ти живееш 65 години во Бугарија, живееш и работаш и се, али ти Више. Македонски не си го загубила тоа што ти е во крвта. Не. Тоа што од таму од кај што си родена. Јас Значи ако ден чујам денес во го Пловдив, кажеш. ако чујам во Пловдив македонска реч, одма ги спирам. Здраво Макија, од кај си? И одма зборимо. Значи, ако Тоа не може. бугарите не можат да ти го променат тоа што ти е кодо ти е даен од мајката, од таткото, и тој код не може никој да ти го промени. Кај год да одиш, кај год да се етеш по земјата и на месечината да те качат, ти пак ќе си тоа што си родена, а не може да бидеш Марсовка или нешто. Значи тоа што си родена, тоа е многу важно. Со многу бугари се карам, казват ти си бугарка. Не сум бугарка, викам. И вие, викам, повикато од во Бугарија, викам, не сте бугари, викам. Зашто, викам, Бугарија, овде е имало македонци, пред бугари да дојдат. Пред бугари да дојдат. Така, викам, македонци се на прво место, после, викам, бугари. А од кај се дошли бугарите? Од на мајната си, викам, од некои руски степи. Да, Па зашто? по така, значи викам, татарите не се сакам да сум дојдени бугарка, викам, јас од сакам да сум Монголија македонка. и затоа Тие се, викам, таму има зашто се българи ги и од таму, ама вулгари. вулгари, Пошто да. се били многу на коњите, со трклети очи, со конска, на коњите, и што се работели, што се јали? Крали. Да. Убивали, Да. моми се крали, и кај се правили тие тяхните бивак, как се вика, во реки и во далеч од луѓите, Да, за да могат што сакат тоа да прават. да, да. И Тие се Тоа се друго говори. племе, ние Лоши. сме друго племе, Лоши. затоа јас Не се реков, убави. крвта никогаш вода не се прави. Крвта си е крв и никој не може да ја промене крвта, и гено на македонецот никој не може да му промене, ама прибедејќи македонецот бил поинтелигентен од друзите, гено му бил поинтелигентен, а не од што се школува
и затоа му е криво и неќат да го прифатат гено. Гено е проблем. Во едни тече бугарска, во други македонска. И тоа, да кажемо, јас мислим така. На еден може да се двајца браќа, али единиот е повеќе македонец, а другиот е... Да, има различито. Ако Има. браќа што се Има и браќа, тоа. има разлика. Тачно е. Јас сум бугар, други немка, јас сум македонец. Христо Узунов. Да, тоа И е ој вика, Охрида. ова се вика, македонците се вика, вистинските антички херои. Овие се вика Христовите маченици. Ова е народот, вика, што ја просветлува Европа. Вика, Точно е. легнани со очите вака отворени кон небесата, вика, како вика некои антички светци, лежеа вика тука и Турсинот рекол за овие херои истрел пукал. Е тоа е Македонија. Значи вие сите ние што сме таму, ваму, Пирин, Албанија, Грција, тоа е нашата приказна. И ние пак покажуваме што на Димитар му вика една бугарка. Јас сум бугарка, ама вика Димитар таква организација, тој македонски дух. Ете тоа е тоа што не држи нас. Виж, тихо, како да ти кажем, јас имам такво размислување. Македонците како држава Македонија, античка и прва библијска држава, сега и се случува на Македонија вакви нешта што мора да ги примем како нешто Божие. Како Божие. Верно ли е? Значи двата народа, израелците и македонците имаат слична судбина. Израел ја изгуби земјата нула, па се врати. Да, има една друга реплика. Евреите сега напагат. Нешто Македонија някој да нападе? Не. Македонија не напада. Не напаѓа. Това е истината. Разликата Тоа е. е разликата. Исус нападна ли некој? А. Исус рече, прости им, татко, не знаат што прават. Стариот Бог на македонците се вика Дреи Патер. Така, да. Тој е добар татко. Значи, христијанството вика, нема веќе да има Бог, јас имам татко на небесата и ќе бидам син Божи. За да го сонуваш Отецот, да го испрати апостол Павле, ти мора да си го познавал. Затоа македонците се избран народ. Не треба да се тепаме и да убиваме. Го заврши таа приказна. Ние треба сега со љубов да действуваме. Тоа е вековита вистина, ама ето, тук пише. Којто и да дојди, јас го почитам, уважавам и го испракам со добро. Ето тамо. Ќе извадам доле, имам книги за Бог што сум пишал, ќе ви дадам. Ето, вижи тука. Ето, се е за Македонија. Има и твое. Ќе најдам и доле да имам од моите во куферот, врнеше преска. Ќе ти дам за театарот книги. Не знам. Сега што извадивме за 30 години. Сите цензури што биле и со Бугарија и со едно со друго ги раскажува. Нямаме новата, няма. Друго е тука. Се е види. Се е за Македонија. Ето. Ама тоа е духот кога е жив, не можеш ти да му сопреш на човека. Правото на избор, Господ дава право на избор. Кој не дава право на избор, тој другиот. И сега нас ни вика, нема вие да бидете македонци. Нас Господ не запишал. Господ не запишал македонци, вие ли ќе не бришете? Не прифаќам ништо, готово. Што ќе добиеме? И замисли сега да ми се смее, мене соседот сум го сменил јас името. За да украде некој си таму што е на власт. Нема шанси тоа. Хомир, што пишува? Не верувајте на грците. И кога ви даваат дарови. Тогаш са били данајците. Не верувајте на кога даваат дарови, да, така. Да, кога и дарови ви дават. Така е, тоа е тоа. Това е. Тоа е Грција. Јас сум Сето. Друго. тие сиропи кај нас. Филип Тоа е на бил заточен концентрат. Има еден плод во Теба. Даронија, си слушал? така. Тоа е Многу тешко изкарал там. Многу тешко. Александар, кога усвојава Тера, тоа е лечебно антиоксидант. 6000 грци ги коли. Нормално. Квалитетен. Така ли е? Така е. Нормално. Фабрика. Така е.
беше председател на организация, която аз съм създал в Вели, в това в Асеновград. Ветеринарен лекар и син му беше също ветеринарен лекар, обаче той почина. Много се работува с Стефан Делев. И аз имам 92 година ми взе да опасиш. Бех на Копенхаген. Правихме, конгрес правихме и 15 месеца не ми го вратя. Аз в това време всяка неделя обикалям Пиринска Македония и 3 обиколки на България. Заедно с Иван? Последния път с Иван. Аз сам съм ходил. Аз сам. После вече, последния път Илия Сотиров от Старчево караше, имаше Мерцедес, с негова кола, аз и Иван. И Долни Дъбник бехме, в Шумен бехме, на Разда бехме, в Димитровград бехме, в Пловдив бехме, в Асеновград, така и в Масомище. Иван оте там го карахме. И имам с много луги. Последния път носихме на Петър Темелковски. Нали знаеш? Да, знам кой е. И в Димитровград имаше един Шарков, как беше малко? Знам, да, Петър Шарков. Така. Той казва така, аз съм председател. Но той се тофена в БНД. Знам. Той вика, обаче много арестат. Вика, ние искаме контакти да имаме с Омо Линин. Вика, тогава предстоящото преброяване, вика 3000 македонци, аз съм с тях контакти, се пишат, вика, македонци, не българи. И мразеше на Иван Михайлов неговите дела. Разбираш ли? Така, да, това го знам. Но... И когато направихме обиколката, в следната неделя имаме Состаново в Благоевград и там Божидар Кирянов, уроден на Йордан Костадинов, взеха да не критикуват защо трошим пари за България, а нямаме във всичките села в Пиринска Македония. А аз за тия 15 месеца в 34 населени места съм находил Омо и Линин с мой подпис като председател. В Мосомище на 8-та обиколка хората уверват дека аз съм чист човек, не съм човек на държавна безбедност и направихме протокол. И стана една от най-силните организации. После Микриво, Елешница, Разложка, все силни. А Йордан на този състанок и Божидар викат, вие трошите пари, а тук нямаме, вика, организация. Сингартийски Попо, който знаеш беше много честен човек, много добър македонец, страдалник и он като мене, той вика така, вика, виж какво, тук всеки може да е апостол в Пиринска Македония, стига да я сака татковината, стига да работи за нея. В България аз съм сведок, вика, как не причека в Долни Дъбник. 18 души имаше организация, а вчера одехме оня ден. Там спахме при Гоцер. Много доволни, много... Обаче сам, вика, сите по-възрастните Знам, Гоцер много добре. така, да. Отидаме в това, в Шумен. Апети, какви задоволни хората, нали? Човекът събра много. Сега идваме тук. Аз тебе много малко те познавам, между другото. Нали? Знам, че си патриот, добър, но контакти не сме имали преди. Аз за тебе Верно от Иван Сингартийски, нали? И те поканихме и дойдехте с съпругата на това. И за мене, аз на това обиколка ви кажах, че искам да с тебе да дойдем по-близко да се работуваме. Нали така? Да, да. А за Венко Сати, дето пише тук, 1991 година дойдохме с Делев при Венко и кажа, че ки събера хора. Уедохме в Асеновград. Он си джимав на едно колело
долни воден, горни воден, уйде човек да събира хората. Оттам имаше организация вече, аз бех ходил преди това. Имаше установена организация. Един Гонов ли имаше възрастен там, той беше като председател, Сиджимов. Даже спомням си един такъв случай. Аз, когато отидох, това изглежда на следното отиване, Сиджимов тръгна да обикаля по тия селата. Един Илия от Долни Воден, да дойде да поговорим как да основем там организация. А Сиджимов обадил на Стефан Велев да дойде. Аз не знам, що е говорил, обаче след един час те уйде там, а син му уйде да пасе едно яренце. Вика, ки върше там, ки извинявате, вика, и ние останаваме да отмариме там. След един час, през това време дойде Стефан Велев. И разговаряме там, жена му Мария се казваше на Сиджимов. И некъде около 15-20 минути дойде момчето му. Кара едно яренце, и почина. Дойде татко, инжекция му биха, млеко му наливаха. И Сава, новата ми книга, която не излезна, я преведох, искам на Македония. На български не обичам този език. Нито българите ги обичам, цял живот се радам от тях. Ти знаеш моята история. И умре, и в книгата ми е опишено това. И има опишено на доктор Косеников в Долни Дъбник. Той е възрастен, нали, предаден македонец, много добра организация. Една жена имаше, Елена се казваше, двама сини снажни членове на тази организация. Но сега се е разпаднал. А в Шумен доктор Паскалев, той е бил с Матракалев, Антон Попов и... С Матракалев? Да. Борис или? Не. Как не? Михаил кой? Михаил да. Жаров. Да, добре. Така. Били са студенти в София. Даже... Македонският... Литературен кръжок. Да, литературен кръжок. И той разказва един такъв случай. Когато дошли югославските... Това по времето 1944 година, нали? Идват югославските студенти в София за средба. Това го знам, да. А македонските се отделят отделно с пиринските македонци. Да. И някой от читалище Гоце Делчев там и взел Вапцаров сега неговите думи предавам. Взел да говорят стихове, които не са публикувани до тогава. И един македонец там, къде си дали кажуал, слушай сега, Смъртакалев казва така. Кажуал, овой Вапцаров вика голем човек, вика голем талент македонски. Голем човек ке стане. А що стана неговия брат? Сега вече идва по-късно, знаете, първи секретар на партията, дойде в Петрич и така нататък. Аз имам много дълги истории и живярността. Сматракалев дава податото си за там. Нали, за та. В Димитров град, Сингартийски ни откра при негова роднина. Там спахме. И тогава се запознах с този Шаршав. И имахме собствено. И тази жена на 92 години разказва за Яне Сандански случай. 912 8 година. Нали, Яне участва в събрание. Младотурския преврат. И в това, в Гоце Делчев, тогава, нали знаеш, старото име? Неврокоп. На площадо турците се събират, но не смеели отначало комитите да слезат. В едно време изглежда преговори били и отиват взели да се прегръщат. Предавам нейните думи. А ние, вика, децата, взя държат лобаници, търчиви да не дадат делимче. Тя е била на 8 години тогава.
И след това тя разправя за Яне Сандански, много честен човек, много набожен. Той вика, разказва един такъв случай. Някаква хубавица е мало и Яне Сандански на кон и тя на кон и отиват горе. Съдчетата му била в една пещера. И снег паднало и немат ядене. И пратили двама човека да търсят ляп некъде, а една коза се явила пред входа на пещерата и един от четниците убиват. И я сготвят тая коза. Сите взели да ядат ядене, печено, всичко яне, застрок, нали знаеш, с пеперче, солче и ляпче се топи и се яде. Ето, за тия неща тази жена ги разказва.